дека имам капацитет за вистински реформатор и дека не можете само повторувајќи како папагали ЕУ, НАТО, Преспански договор, да тврдите дека сте на чекор пред Европската Унија, зашто, не знам, вечер ќе ја гледате дебатата. Денеска имаше уште една дебата, нели? Крај немаат дебатите. Во Александар Палас на македонската телевизија и јас не можев да не цитирам еден многу познат новинар во Франкфуртер Алгемајне, кој што вака вели дека две прашања во врска со Преспанскиот договор се многу актуелни. Првото е, дали се случил во парламентот, дали се случила судска амнестија. Амнестијата не може да биде судска, може да биде само на парламентот и да важи за сите лица кои што биле вклучени во определен настан или кои биле обвинети за определено дело, а кај нас беше тоа некоја чудна политичка комбинација амнестија, ама всушност помилување. И второто негово прашање е дали имало притисоци, дали имало влевање страв при гласањето само за да се усвои Преспанскиот договор. Замислете што беше коментарот на мојот соговорник. Дека да, тоа бил многу познат весник, дека тоа бил многу познат новинар, ама дека бил личен пријател на Никола Груевски и дека веројатно тој извршил влијание на неговиот текст. Не ми се верува.